Општинскиот штаб функционира подолго време. Штабот практично функционираше и во форма на работно тело за следење на состојбата со коронавирусот уште пред да се појави кај нас, имајќи во предвид дека не сме изолирани од светот. Во тој момент Горде Зафировска ја водеше таа група која што ја следеше ситуацијата, за потоа нели штабот да превземе како општински штаб во целосна форма. Веднаш почнавме со повеќе активности кои што пред се беа во комуникација со Центарот за јавно здравје, имајќи ги во предвид човечките ресурси и финансиските ресурси на општината, за се со цел тие да не упатат каде и на кои точно работи да обрнеме повеќе внимание и на кој начин, со кое средство и слично. Јас најпрво би сакал да се заблагодарам и до советниците, особено да се заблагодарам до претседателот на советот и координаторите на советничката група на СДСМ и коалицијата и ВМРО ДПМН и коалицијата. Имавме една заедничка средба на која што и координаторот Тони Јаревски, тоа ми е навистина драго и ја користам приликата и тоа јавно да го кажам, го кажувам во секоја прилика каде што можам, дојде и со конкретни предлози кои што ги разговаравме на самиот состанок, а кои што претходно беле подготвени во соработка и со стручни лица во рамки на советничката група или во рамки на партиите. Од тој состанок излегоа неколку заклучоци, кои што верувам сте ги виделе, бидејќи јавно беа објавени, ако не сигурно барем координаторите на СДСМ, Даскаловски и Јаревски на ВМРО ДПМН ви известиле. И токму од тој состанок произлезе и идејата за дезинфекција на влезовите, која што на почетокот изгледаше комплицирана, меѓутоа потоа со добра организација се успеа да се спроведе и еве денес се спроведува четвртиот круг на дезинфицирање на влезовите. Улиците се дезинфицираат со 5 цистерни и со средство нормално во цистерните, кое што ние средство со стручниот назив не би можел да ви го кажам, доколку има потреба можам да го обезбедам, кое што е набавено по препорака на Центарот за јавно здравје, кое што е најефикасно за јавни површини. Двете наши цистерни работат и на мое големо задоволство работат и 3 цистерни кои што се од општествено одговорни компании, Акваспид од Злокуќани, тоа се наши сограѓани, Анизор, тоа е службата која што работи во моментов и со зимското одржување, како и компанијата Гранит, кои што ги ставија своите цистерни на располагање за дезинфекција. Поделивме и во околу 300 влезови, селектирајќи ги највисоките згради со највеќе станари, држачи и гелови за дезинфекција. Држачите се исто донација која што ни ја даде фирма која што побари и да остане анонимна, бидејќи не оди донацијата за општината, туку одеше на станари, детските игралишта и фитнес зоните, онаму каде што има ограда и врата со катанец, онаму каде што нема со заштитни ленти на жолти ленти заштитни на општината. Се дезинфицираше претходно и урбаната опрема, клупи, корпи, игралишта. Сега прекинавме со дезинфекција на игралиштата за да не стимулираме и дополнително користење. Кога ќе видат дека се дезинфицираат, луѓето ќе сакаат да ги користат и ќе сметаат дека се безбедни, а тоа не треба да се прави. Дезинфицирани се сите простории на општината, сите училишта, сите градинки, дезинфицирани се просториите со наша помош општинска на полициската станица во Карпош, на Црвениот крст на територија на Карпош, дезинфициране во неколку наврати паркингот и пристапот на поликлиниката Букурешт, како и на детската болница во Козли и делот околу брзата помош. И ми е драго што почнавме и со електронска настава, повлековме нога, што би се рекле како општина, во делот на основните училишта и електронски задачи кои што ги добиваат и децата во градинките. Целта првична наша на општината беше тоа да не ја замени наставата редовно, бидејќи тоа е нели работа на Биро за развој на образование и на Министерството за образование и наука, туку беше целта да дадеме и на родителите некоја алатка за да можат со задача конкретна да ги задржат децата дома, наместо да излегуваат надвор, бидејќи знаеме дека децата се најимуни, меѓутоа се најголемиот преносител на вирусот кој што најлесно може да го донесе до нивните баби, дедовци или мајки и татковци.
Јас сум задоволен и од службите во делот на местната самоуправа, кои што редовно лепат повлезовити известувања, ги известуваат граѓаните за сите работи кои што се случуваат, но и дополнително се лепеа и одредени превентивни мерки за оние кои што не успеале да ги слушнат на телевизија или на некој од останатите медиуми. Тековно, како општински штаб за заштита и спасување, издаваме и односно селектираме маркети и ресторани кои што вршат достава на храна или намирници согласно одлуката на влада, а исто така и ги препраќаме како штаб, тоа ни е задолжение исто така од влада, оние нерегистрираните земјоделци, како и одгледувачи на животни, гулабари и слично, кои што ги препраќаме до полициската станица во Карпош, за да можат и тие во одреден дел од полицискиот час да се движат за да ги нахранат животните или да си обработат обработливата земја или да се нахрани стоката. Благодарение и на приватна компанија SMS Construction добивме и 50 пакети за социјално загрозените семејства, кои што ги пакуваше Црвениот крст и ги достави Црвениот крст, а дополнително општината треба и да помогне на Црвениот крст со уште 30 пакети со кои што ќе може да се покријат оние најранливи семејства кои што ги имаме на територија на нашата општина. Црвен крст и понатаму во соработка со општините и градот Скопје ги посетува редовно пазари во име на оние стари и неподвижни лица кои што не можат да излегуваат, така да користам приликата и да се заблагодарам и на нив и се надевам дека ќе најдеме и начин и официјално, формално на сите луѓе кои што помогнале или компании или здруженија или индивидуалци во оваа приказна, еднаш кога ќе се вратиме во нормала да им се заблагодариме сите соодветно.